إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije večerva, bi idnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга Al-Muharrar fil Hadith od imamot Ibn Abdul-Hadi Al-Hambali rahimahullah. Se најдуваме во седмиот хадис, зашто тука застанавме минатиот пат, минатиот дерс. Значи до 6 од вечерва 7 и така натаму ќе продолжиме. Велит Ибн Абдул-Hadi рахимахулlah: وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا شعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. Велит Ибн Абдул-Hadi рахимахулlah од Амар ибн Динар, значи го пренесуваат овај хадис, овај синџир, Амар ибн Динар. Велит Амар ибн Динар, она што ми го пренесе мене, она што го знам јас од Еба Шаъса, дека Еба Шаъса го слушнал, односно му го известил Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума. Значи Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума го известуват Ебу Шаъса, а Ебу Шаъса му имат пренесен овај хадис на Амар ибн Динар, дека Абдулла ибн Аббас следново му го имат пренесето, а тоа е أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. дека нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам се миеше, значи тука миење, дали е земање абдес, или миење на раце, или земање гусул, се миеше со преостанатата вода од неговата сопруга Мејмуна радијаллаху анха. Значи хадисот е дека посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам се миеше со преостанатата вода од неговата сопруга Мејмуна радијаллаху анха. Значи, онаа вода што имат употребено Мејмуна радијаллаху анха и она што е останатото уште чисто, значи од една кофа, например да земиме една кофа со 30 литра, значи таја например да ги употребела тука 15 литри вода, другите 15 се останати во кофата чисти. Со таја преостаната вода е употребувал пекамберот саллаллаху алейхи ва селам за да се измијат. Дали тоа миење на раце само, дали е тоа земање за абдест или дали е тоа земање од таја вода гусул. Значи зашто ние сме тука, уште сме тука, значи во поглавието на водата. Што значи дека дали может да таја преостанатата вода да биде нечиста или чиста. Значи, дали смеет сопругот, например, во ова конкретен случај, или сопругата со таја преостанатата вода, чиста што е останата, смеет да употребуваат, значи, сопругот или сопругата. Ова, значи, тоа е меселето, ова е тоа меселе, што, значи, треба да го знаеме. Од овај хадис, што е во Сахих Муслим заведен, учиме јасно дека дозволено е. Зошто?
пекамберот салаллаху алейхи ва саллам со преостанатата вода. Од неговата сопруга Мејмуна ради Аллаху анха го правеше тоа, значи употребуваше за да се измиет, и ова го пренесува, значи, сахабиот Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума. Ова е, значи, седмиот хадис. Тука ние ќе ги напомниме се уште двата други хадиси, 8 и 9, се зашли во врска со истата тема, и после идет Ал-Аллама Шейх Зейд ибн Хади Ал-Медхали рахимахуллах со објаснувањето, со коментарот во врска со овие три хадиси. А 8-миот хадис е وروي عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه هو الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Velit Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullah дека се пренесуваат од Симак ибн Харб, а Симак ибн Харб пренесуваат од Икрама, а Икрама пренесуваат од Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума, дека една од сопругите од нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва саллам, значи се зеде гусул, значи од еден лонец, значи еден голем лонец што има внатра вода, од тој лонец е употреби еден дел од водата на тој лонец е употреби за гусул. А после тоа, потоа дојде пекамберот салаллаху алейхи ва саллам за да земи, значи абдест, или, значи овде пренесувачот велит лиетеводда ау јахтасил. Значи овде тој што го пренесуваат хадисот после Ибн Аббас ради Аллаху анхума, тој е, значи овде во несигурност. Дали дојде тука пекамберот салаллаху алейхи да земит абдест или да земит гусул, да се гусулите. Значи Абдулла ибн Аббас нема тука сомнеш кај него, зашто тој, значи, кога го пренесуваат хадисот, е знаа случката, дали било тоа за абдест или било тоа за гусул. Но се случуваат во понатамошното пренесување на синџирот да дојде некој сомнеш, и затоа, значи, некогаш рауи, значи пренесувачот на хадисот, вели, значи, лиетеводда минха ау јагтасил, значи или да земит од тој лонец пекамберот салаллаху алейхи ва саллам абдест, или па да се гусулит. Значи или тоа, ама дека тој, значи, станува несигурен малце, ги спомнуваат двете варијанти. Но во врска за учење правилот од хадисот, тоа не играат улога, значи дали зел пекамберот салаллаху алейхи ва саллам абдест или гусул. Нас што ни е важно во оваа ситуација, да пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам од преостанатата вода во лонецот е имат употребено, значи или за абдест или за гусул, што значи дека таа преостаната вода е чиста, што може човекот да ја земит и да ја употреби, значи дали за абдест или за гусул. Кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ва саллам кај неговата сопруга и виде таја дека како сакат пекамберот салаллаху алейхи ва саллам да земит абдест, фaqalat lahu, тогаш му се обрати таја сопруга ради Аллаху анха на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, му рече: ја Расул Аллах, инни кунту джунуба, навистина јас бев, значи, джунуб. И ова кажува, значи, исто моралот од жените на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, кои за вакви работи што треба да се знаат во брачниот живот, што треба да се пренесат и што не треба, значи, човекот да имат страм да прашат за да научит, Овде му рече: инни кунту джунуба, јас навистина бев джунуб. Фaqala Расулуллах салаллаху алейхи ва саллам, тогаш му одговори пекамберот салаллаху алейхи ва саллам: иннал ма ла јаджнуб, значи навистина
водата не се правит джунуп. Значи водата, преостанатата вода во лонецот не се прави таја джунуп, што значи дека таја е чиста, И овај хадис, како што спомнавме, го пренесуваат имам Ахмед, Абу Давуд, Тирмизи, Несаи, Ибн Хузейм, Ибн Хибан, Хаким. Значи, голем број на алимите од хадисот го пренесуваат овај хадис и исто така големиот алим, мухаддис фи асрина хада, во нашето време, а тој е имам Албани рахимуллах, исто го класифицират како аутентичен хадис. После тоа следит, го спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах, деветиот хадис, а тој е عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو ليغترف جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميد وقال البيهقي رواته ثقات. Овој хадис, деветиот во број, го пренесуваат Хумейд Химјари. Дека велит Хумейд, јас стретнав еден човек кој беше во придружение со пекамберот салаллаху алейхи ва селам 4 години. Толку години значи колку што беше во придружение исто Абу Хурейра радијаллаху ан. И овај другиот, значи, тој сахаби, што не му го спомнуваат тука името Хумейд, рахимахуллах, но, како што имат правило во науката на хадисот, во терминологијата на хадисот, значи кога се утврдуваат, се установуваат дека еден е сахаби, значи некој човек е сахаби, тогаш дали ние му го знаеме нему името негово или не му го знаеме, тоа не играт улога во врска со аутентичноста на хадисот. Зашто главно е да се уверит, да се устави дека тој е сахаби. А дали му го знаеме името или не му го знаеме, значи тоа не играт улога. Зошто? Зашто сите сахаба се веродостојни. Сите сахаба, значи без исклучок, сите сахаба се веродостојни. Што така во моментот кога се утврдува да некој сахаби е, како што велат алимите, непознатиот од сахаба, значи оној што не му го знаеме името како тука, значи велит сретнав еден човек што беше во придружение 4 години со пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи овој е сахаби. Познавањето името негово, односно непознавање на неговото име, е исто како да го знаеме. Зошто? Главно е за нас да знаеме дека бил сахаби. Во моментот што знаеме дека е сахаби се утврдуваат, значи другото за синџирот не играт улога, хадисот е аутентичен. Ова само вредит ова правило кај сахаба. После сахаба морат да се спомнит името од човекот кој се пренесуваат хадисот. Кој да е? И врвен имам, алим на верата да бидит, не се примат, освен да спомни тој, значи името, од каде тој го има земено тој хадис. Значи ова привилегија, да, точно оваа збор што го барав, оваа привилегија, значи е уживаат единствено само сахаба ридвануллахи алейхим. Само сахаба ридвануллахи алейхим, зошто Аллах субханаху ва таала во неговата книга ги имат пофалено асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и исто така Аллаховиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем ги имат пофалено неговите асхаби, така што значи овде немој да мисли некој дека него знаеме името ние негово, да има нешто, некоја мана во синџирот на хадисот, никако. Значи велит Хумейд Химјари дека сретнав еден човек кој беше во придружение со пекамберот салаллаху алейхи ва селем 4 години, како што беше исто Абу Хурейра радијаллаху ан. Но овај сахаби, значи претходните хадиси, број 7 и 8, учевме тие два хадиси, дека дозволено е да се употреби преостанатата вода од сопругата или од сопругата.
Znači ako земат во еден лонец или во една кофа, она вода што е преостаната внатра, таја е чиста и се дозволува со неја да се употреби за абдес или за гусул. Но во овај хадис учиме спротивното. Овде вели тој сахаби, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. Da pejgambero sallallahu alejhi ve sellem zabranil da se mijet ženata od preostanatata voda od mažot. Au yagtasila ar-rajulu bifadli al-mar'a, ili da se izmijet mažot od preostanatata voda od njegovata sopruga. Wali yaghtarifa jami'an. Ili pa da zema dvajcata vo isto vreme, znači dvajcata i soprugot i mažot, vo isto vreme znači da se gusulat ili da zemat odnosno abdest od jedan lonec ili od jedna kofa, deka to je zabranето. Znači učevmen je prvite hadisi deka je dozvoleno. Ovaj hadis, tretijot i ovdje je hadis isto, što je preneset vo Musnet imam Ahmed, vo Sunan Abi Davud, Nesai i Bejhaqi, veli teka prenesuvačite se fiqat i deka isto go ima praveno Sahih Ibn Hajar, Nawawi rahimullah. Znači ovdje imaš dva hadisi što ti dozvoluvat, a tretijot hadis što zabranuvat. Сега kako možeš ti da gi staviš ovije hadisi vo sklopka? Zašto ova vera nema nikakva kontradicija. Kako što velit Ibn Huzeyma, jedan od imamite na Selef, velit, donesete mi sekoj hadis, što mislite vi teka površinski imat kontradicija među sebe, donesete mi go mene, jaz ki gi stavam vo soglasnost. No treba da ima znanje, treba da imaš bagaž. Zato znači, nekoj može bi, nekoga što znaj samo jedan hadis i ide na nekogo što gi znaj site hadisi vo toa mesele i saka da mu se sprotistavuvat i saka da go poučuvat i saka da argumentirat. A vo vistina, to negi poznava znači preostanatite hadisi što isto tok mu itije se autentične. Zašto mnogo je važno da nekoj vo jedno mesele, vo nekoj rabota da donesi znači da donesit osuda, odnosno da kažit odgovor za nekoje mesele, da gi znaj znači site argumenti što se povrzuva so toa mesele. Zašto neznajenje to na site argumenti vo vrska so toa mesele, ti ne možeš da imaš znači horizonto celoopfateno da imaš i tokmu toga da go gradiš tvoj odgovor na site ti argumente. Zašto? Imaš ti mana, ti fali nešto. Ti nadostigata. Šejh Zeid, rahimahullah, veli v objasnovanje tom, deka prvi od hadis, znači tuka osmi od i deveti od hadis, ni pokažuva od nas deka vodata koja je upotrebena od strana na soprugot ili na soprugata, deka preostanatata voda je čista voda. Što ni kažu od nas, deka je dozvoleno da taja voda da se upotrebit, da li za gusulenje, da se gusuli čovekot, ili za da zimit abdest. Znači, to se održuva od ovije dva prvi hadisi. Znači, taja voda je čista, i može da se upotrebit za gusul i za abdest. Znači, ova treba da go znaš. Od ovih hadisi prvi dva se uči, znači, deka taja voda, da li upotrebena od strana na soprugot ili na soprugata, preostanata ta voda je čista i može da se upotrebi taja za gusul i za abdest. No, to što go pravi sporno tuka je treti od hadis, odnosno tuka devetio, znači, od knjigata na Ibn Abdul Hadi, rahimahullah, deveti od hadis, znači, go pravi situacijata, znači, posložena, posporna. Zašto? Tuka idet jedan sahabi, što bil vo pridruženije so pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem 4 godine i veli deka pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem ima zabraneto za da upotrebuvat
жената, преостанатата вода од незиниот сопруг, или обратно, или па заедно да земаат од исто, значи кофа или лонец, заедно да земаат, значи абдес, односно, значи гусул. Вели Шех Зейд, рахимахуллах, кога ги имаме ние тие двата хадиси првите, што првиот хадис тука од Амр ибн Динар, што е пренесет во Сахих Муслим, зашто ова е многу важно за хадисите кога идат, пример, вакви сложни работи и спорови, во кои книги се тие хадиси, значи, заведени. Зашто тогаш треба да гледаш и јачината, значи, на синџирот, за на кој хадис да му дадиш предноса. Така вели, значи, Шех Зейд рахимахуллах, највеќе, значи, најголемото што може да се речи тука во врска во сложување со последниот хадис од првите претходни два, највеќе што може да се речи дека со преостанатата вода е, значи, непожелно. Значи, не е пожелно со таа преостаната вода се земит абдес или гусул. Со тоа, значи, може да се рече највеќе. Значи, тука не може да се рече дека тој немат абдест, ако земал со таа преостанатата вода немат абдест или немат гусул. Значи, тоа не може да се рече. Највеќе што може да се рече е непожелно, непрепорачливо. Тоа е, значи, највеќе, но тоа што ни кажува нас тие први два хадиси, дека потполно е дозволено да се употребуваат таа преостаната вода. Дали е преостаната вода од сопругот или од сопругата, можат едниот другиот, значи, да ја употребат, После тоа следи 10-тиот хадис, вели Ибн Абдул Хади рахимахуллах, وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب رواه مسلم. Пренесуваат тука велите Ибн Абдул Хади рахимахуллах дека пренесуваат Хишам ибн Хасан од Мухаммед ибн Сирин од Абу Хурейра радијаллаху ан дека нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам рекол: чистење на чинијата, значи на чинија, на садовите. Кога куќето, едно куче со неговиот јазик е допира таја чинија или тој сад. Што треба да се направи кога едно куче е допират чинијата со неговиот јазик, со неговата уста, со неговите муцки? Што треба да се прави? Треба, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, да се очисти таја чинија, таја чаша, таја, значи, што и да бидите, да се очисти 7 пати. А првиот пат да се очисти со земја. Значи, првиот пат се чисти таја чинија, тој танјир, таја вилушка, таја лајца, што и да е, тој филџан, таја чаша, ако тука доприт муцката, устата, јазикот на кучето, треба 7 пати да се очисти. Првиот пат со земја. Овај хадис го пренесувата имам Муслим рахимахуллах. Во други пренесувања во бројот, значи, на хадис 11, велит Ибн Абдул Хади рахимахуллах: وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسحر عن أعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. Велит во овај хадис што пренесет од имам Муслим, од Несаи, од Ибн Хибан, дека исто така од Абу Хурейра, значи накрај, значи после Али бен Мусхир, А'маш, Аби Разин, Аби Салих, Аби Хурейра и така натаму, значи до Абу Хурейра радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам велит, кога ќе доприт едно
kuće, vo vašata sadovi, vo vašata činija, treba to da se isturit. Treba to da se isturit. Thumma liyaghsilahu 7 marrat. A posle toga, znači, posle toga da go izmijet 7 pati. Znači, tuka vo ovaj privajet, vo ovaj hadis, ne se spomnuvata da prvi otpad da bidita so zemlja. Ama zato pak učime tuka koliko je važno za da gi soberiš site sinđiri, site pateki što go prenesuvat hadisot, za site tije dodatoci što može bi se najeduvat vo drugite sinđiri, da gi imaš vo hadisot, za da možeš na kraj, znači, da dadeš pravedan odgovor i da go zamisliš to mesele, pravedno kako trebit onake. 12. od hadis, šimat isto, znači, vo vrska s ova rabota, وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن معتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل إناي إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخرهن أو قال أولهن بالتراب وإذا ولغت فيه الحرة غسل مرة فقال هذا حديث صحيح حسن. Ovaj hadis, znači 12. od hadis, što prenesuvat imame Tirmidhi rahimahullah, deka pekambero sallallahu sallam velit, koga go dopirat, znači jedno kuće, jedna činijata ili vašite sadovi su negovi od jazik i usta i mucki, treba da se izmijet 7 pati. Tuka se spomnuvat ovaj rivajet, znači deka poslednji otpad da bidi so zemlja. Ili reče prvi otpad da bidi so zemlja. Znači ima nesigurnosti. Vo prenesuvačat. Znači pak zato gledaš koliko je važno da imaš site prenesuvanja, site sinđiri, za da imaš, znači, potpuno zamisluvanje na hadisot. Što znači? Veli šejh Zeid, deka ovije tri hadisi, znači broj 10, 11 i 12, sodržuvat, ne poučuvat nas zvoniv pekambera sallallahu sallam, deka kućeto, pesot je nečist. Deka kućeto, pesot je nečist. Negovata usta, negovata plukanica je nečista. So ovaj hadis. I isto take, analogično zameno, veli šejh Zeid rahimahullah, analogično zameno, ako negovata usta je nečista i negovata plukanica je nečista, togaž analogično zameno i drugite dela od negovoto telo od kućeto se nečisti. Se nečisti. Taka što? Kućeto je nečisto životno. Ne da go kapiš ti, ne da go nosiš na frizer i ne znam kada na kućečki salon. Ova je sledenje na nevernicite. Ovi je svojstva ne se na muslimani. Muslimanite nikogaž ne gi pravili ovje raboti da gi zemat kućinata vo nivnite domovi, da gi čuvati, da gi nosan na frizerski saloni za kućina i što tim znam jaz. Tuku kako što veliti imam Uthejmin rahimahullah, deka zošto nevernicite gi sakat kućinata, zošto iti je se nečisti, taka iti je sakat taja prlavština izvalkani životna nečisti, kako što se kućinata neđis. Zato, znači, pazi se od ova rabota, pazi se mnogo dobro s ovije raboti, ne se od muslimanite. Ovije raboti ne gi pravele muslimanite. Kuće to je nečisto. I zato veli pekambero sallallahu sallam treba da se izmije toj tanjir, taja čaša
7 pati, prviот pat треба да биде очистено со земја, а после тоа, значи, 6 други пати да биде очистено со што? Со вода. А тие што прават? Ги бакнуваат кучината. Ги бакнуваат и не знам други такви валкани нечовечки дела прават. Значи, ова кажуваат колку се тие луѓе на вистина извалкани во нивните души. Иако може би се покажуваат тие луѓе дека се модерни, дека се намирисани со парфуми скапи, нивните души се извалкани и знак за нивната извалканост кажуваат тоа што чуваат тие кучина и ги земаат дома и ги носат на фризерски салони така и така натаму. Затоа не ги следи неверниците, туку следио Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам. Така што вели шех Зейд рахимахуллах, дека дали тоа куче, тој пес, дали тој, значи, или земат нешто јадит од таја чинија, или пиет вода, значи таја требит да се измиет 7 пати. А првиот пат треба да биде со земја. Првиот пат треба да биде со земја. Зошто тој ривајет, тоа пренесување, што се спомнува првиот пат треба со земја да биде очистен тој тањир, зошто тој е подсварст и му даваат предност алимите? Прва причина, вели шех Зейд рахимахуллах, ли кефрати руатихи, значи поради што голем број на пренесувачите токму со тоа пренесување дека први пат треба да се исчисти со земја, тоа ги има највеќе, значи, пренесувачите. Значи, оние кои пренесуваат хадиси, највише оваа верзија на хадис имаат пренесето, што значи први пат со земја и другите 6 пати со вода. Исто така, за појачување на таја верзија, дека таја верзија е пренесета, значи, од Бухари и Муслим. Што тогаш кога една верзија на еден хадис се најдува е заведена во Бухари и Муслим, а не е во другите, значи, во другите книги на хадисот, тогаш им се дават предност на Бухари и Муслим. Значи, овде покроце малце добијаме, значи, она осет, или добијаме малце, значи, малце предвид, што значи, Бухари и Муслим, што значат овие книги, значи, не се овие книги само таке, за да ги читаш, рекол Бухари, рекол Муслим, значи, овие се во вакви работи врвно важни. И некој после велит, не па ја читам Бухари и Муслим. Ти треба да бидеш спремен за тој Бухари и тој Муслим да го читаш. Не е само читањето и немаш никакво разбирање. Не ги немаш потребните инструменти, потребната обука кој треба да ја земиш со себе во тек на учење и читање на тие книги. Вели шех Зейд, рахимахуллах, во понатамошното објаснување на овие 3 хадиси, дека задолжно е да се измиет 7 пати. И да биде задолжно исто да биде првиот пат со земја, после другите 6 пати со вода. Значи, ова редење, со овај распоред. Значи, распоредот е првиот пат со земја да се исчистит, целата чинија, целиот тањер, целата чаша, целата вилушка, целата лајца да се исчистит целосно со земја, а потоа 6 други пати со вода. Ова е, значи, ова е распоред на овај начин, вели шех Зейд рахимахуллах, е задолжно. Потоа вели шех Зейд рахимахуллах дека
дека кога човекот ќе ја исчистит таја чинија, тој танјир, таја тава, или што и да е тепција, кога ќе исчисти тој на овај начин, значи првиот пат со земја, после тоа 6 пати со вода. На овој начин, вели шех Зейд рахимахуллах, се отстрануваат бактериите од страна на кучето што се најдуваат во таја чинија. А вели шех Зейд рахимахуллах, ако не се употреби земја тука, ако не се исчисти првиот пат со земја, како и да го чистиш ти, со вода, со сија и така натаму, тие бактерии остануваат тука уште. Значи, за да исчезнат тие бактерии што содржуваат болест, се ние се најдуваме моментално во пандемија, светска пандемија, и што викаат во пандемијата? Чистење, чисти раците, чисти лицето, чисти. Оваа вера те учи уште пред 1440 години. Да се чистиш. 5 пати на ден најмалце. 5 пати. Не само на сабајле кога ќе станеш. 5 пати на ден да го миеш лицето. По 3 пати. Тие се 15 пати. Значи 5 абдести. По 3 пати секој абдест ако го миеш лицето, 15 пати. Раците, нозите, главата, устата, носот. Ама ние, кога ни кажуваат некои експортирани, импортирани идеи, тогаш велиме, овие биле паметни, овие се паметни, ние треба да се чистиме. А нечист, ти си неджис, извалкан во твојата душа. Нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва салам пред 1440 години ни кажуваат дека треба да се чистиме. Дека треба врвно да се чистиш, муслиманот врвно да се чистит. Муслиманите кога ги чистеа забите, ќе дојдиме, бабу силак, идниот дерс ќе учиме за силакот, за чистење забите, пред 1400 години. Не треба да чекаме да ни донесат кинезите четки во 19 век, за да почнеш да се правиш продаден европјанец. Биди муслиман, како му доликува на еден муслиман. Оваа вера имаат све што имаат потреба за човекот. Оваа вера е совршена. Оваа вера е од Аллах субхана ва таала, створителот на човекот, што знае најдобро што имаат потреба тој човек. Вели шех Зейд рахимуллах, кога човекот ќе ја исчисти таја чинија на прв пат со земја, а потоа 6 пати со вода, исчезнуваат тогаш бактериите, што иначе на други начин не исчезнуваат. И се некој паметко, некој леталко, некој незнајко ќе речи, абе, од каде дојдовте вие со земја да ја чистиме? Ние во вистина, вистинските верници, кои знаат и се убедени дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам не зборуваат од неговите страсти, емоции, туку тоа што го зборуваат е повеќе објава од Аллах субхана ва таала, ние сме убедени во овие работи. И сахаба ридвануллахи алейхим кога ги слуша овие хадиси, беа убедени потполно дека така требит. И денеска оваа медицина толку напредена што е, го има токму ова потврдено. Ама ние како муслимани не треба да чекаме медицината од Запад, од Европа ни потврда нас нашата вера. О, незнајко, о, слабок. Зашто муслиманите, за жал, денеска кога ќе потврда нешто американците за нашата вера, тогаш го кажуваме, па дали го видиш што рекоа, па ваке било, таке било. Нас не интересира дали тие потврдуваат или негираат. Што ако тие утре дојдат и негираат? Што ќе правиш и тогаш? Ќе правиш твојата вера игра во нивните раце? Ова кажуваат голема слабост. Но само да не го напомниме, дека и оваа медицина, што ја мислиш ти дека толку е совршена, ги имаат потврдено токму тоа. Ги имаат потврдено дека ако едно куче со неговата јазик и муцка
допират една чинија или чаша или што да било, не се чистат тие бактерии, освен да се очисти со земја. Ова го рекол нашиот пекамбер салаллаху алейхи ve sellem пред 1400 години, без да имат лабори. Кога ќе ти стане јасно дека оваа вера е вистината? Кога ќе се разбудиш од твојот глабок сон, што си ставен од шејтанот? Не дозволи да те измами шејтанот. Не дозволи да ти го изгубиш животот во заблуда. Туку разбуди се и стани вистински покорен према Аллах субхана ва таала, зашто во моментот кога ќе бидиш ставен во гробот, ќе бидиш самиот сам ќе бидиш во таја темница. И тогаш не ти вреди ништо освен тие твои добри дела што си ги зел со себе. Затоа не дозволувај да те измами шејтанот. Се животот е краток. Спреми се за ахирет, уште вечерва. Оваа вера е единствената вистинска вера, единствената примена вера кај Аллах субхана ва таала, ел-Ислам. Кој бара друга вера освен Ислам, е неверник, кафир. И за секогаш во џехеннем, за секогаш во пеколот. Шејх Зейд, рахимахуллах, исто велит дека нечистотата на кучето не е значи како нечистотата од другите животни. Значи нечистотата на кучето е врвна нечистотија. Така што не е доволно, нема доволен ефект во чистење на таја чинија ако е помалце од 7 пати. Значи некој ако рече јас ќе ја чистам неа еднош со земја и 2 пати со вода и готово. Ова не е доволно. Треба значи да биде 7 полни пати. Првиот пат со земја и 6 други пати со вода. Зошто? Ова го има речено Мухамед салаллаху алейхи ve sellem и точка. Дали другите нас ни веруваат или не веруваат, нас не интересират. Ние знаеме дека ова е единствената вистина. Затоа значи врвна е нечистотијата на кучето. Врвна. Значи кога учиме ние тука дека нечистотијата е врвна, тогаш како можеш ти да се осмелиш и да земиш куче во твојот дом, да го чуваш во твојот дом внатра, се качува на твојот креве, на твоите значи фотели и рабоче, со твоите деца да го чуваш внатра? Како можеш да ја ставиш таја нечистотија во твојот дом? Потоа вели шејх Зейд, рахимахуллах, ако кучето е става неговата уста во едно јадење или во вода, што е значи како пример водлаво, пример како граф, како гулаш, како супа. Ако ја ставит устата тука, да речеме, например, сега се запреми тука е супата, чорба, супа. Ако тој пес е стави неговата уста во таја супа, тогаш целата таја супа станува нечиста и треба да се истурит. И да се истурит и потоа да се миет. 7 пати. Првиот пат со земја и 6 други пати со вода. Значи, ова зборим овде се вели шејх Зейд рахимуллах, ако тоа јадење што е во таја чинија, во тој тањир, ако е, значи, водлаво, како што рековме, значи, дали е граф, гулаш, или па, значи, чорбата, тогаш таја целата станува нечиста и треба, значи, да се истурит и да се миет, како што нас спомнавме неколку пати веќе. Но, вели шејх Зейд рахимуллах, ако тоа куче е става неговата уста во еден тањир или чинија, што јадењето е тука внатра суво, значи тоа јадење е суво, тврдо, тогаш што се прави? Се фрла целиот дел
Или пак само оној дел кај што има буцнато кучето и другиот ден останува чист. Што се прави тука? Одговорот вели шејх Зеид рахимахуллах е дека ако е тврдо јадењето, како на пример оризот, тогаш оној дел што имат чепнато тука тоа куче се ваđат и се фрлат, се отстранува. А другиот дел останува чист. Од каде сега ние ова исклучок го научивме? Значи види колку е важно да учиш верата од алимите. Ошто алимот ти ја сервира цела вера тебе. За да ја сватиш праведно. Твојот хоризонт е ограничен. Ти може да си прочитал еден хадис, два хадиса и мислиш цела вера си ја сватил. Шејх Зеид рахимуллах вели, од каде го учиме ние овај исклучок дека тврдото јадење не се фрла цело како супата, како чорбата и гравот, така натаму, само онај дел кај што има чепнато со муцката тука, зашто пекамберот салаллаху алейхи васелам е прашан во еден хадис што ги има пренесето имам ел Бухари во неговиот сахих. Е прашан пекамберот салаллаху алейхи васелам ако паднит еден глушец во путерот, значи во маста, во мазот, значи е тврдо. Ако падне, значи во мазот, во путерот, еден глушец, значи во маргаринот, така речено по наше, маргаринот, тогаш, вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тоа што е, кај што е паднат глушецот местото, над него, тој дел се фрлат. А другиот, останатиот дел, значи вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кулу, значи јадете го, да го јадете. Значи тоа значи дека е дозволено. И дека останат е чист. Зошто глушецот, вели шејх Зеид рахимахуллах, wa najasatu al-fa'ratu thabita. Зошто нечистотијата на глушецот е потврдена шеријатски. Така што ако земаме аналогично да гледаме и муцката на кучето или кучето на целосно е нечисто. Но кога допира тој само еден дел од едно тврдо јадење, тогаш само тој дел се прави нечист и се фрлат. Како примерот со глушецот. И глушецот е нечист, неджис, но само тој дел што има паднато во тоа тврдо јадење, тука на пример маргаринот сега, тој се чисти, останатото останува значи чисто и може да се јаде, да се употреби. Значи овие работи се основни работи што треба муслиманот да ги знаат во вистина. Кај се тие хоџи, тие луѓе што се продаваат, знаени луѓе, учени луѓе кои ја сакаат доброто на народот на муслиманите во нашите краеви. Дали им ги учеле тие нив овие детали? И после кажуваат, ние ги сакаме, ние ги чиниме. Ги сакаат луѓето само за нивниот интерес, за нивните пари, за да им го земата, а не за да им ја научат нивната вера. Но во реалноста е дека и тие такви наречени некојсиоџи немаат знаење. И на арапски се велит, оној што немат ништо, не може да ти даде нешто. Значи, оној самиот нема ништо. Како ти бараш од него? Значи, по наше збор, од чориот бараш очи. Значи, тој самиот, од чориот бараш очи. Затоа, значи, зашто нарочито нашите мајки, нашите сопруги, нашите жени, може да се сооча со вакви случаи, да најдат глушец во некое јадење, а тоа е тврдо. Поради незнаењето, ќе мислат дека глушецот го расипал тоа јадење и треба да се фрлит. А тоа јадење е тврдо, треба само се фрли тој дел кај што има глушецот. А ако е тоа јадење веќе, значи, водлаво јадење, како гравот, како чорбата и така натаму, тогаш тоа станува нечисто целото и треба да се фрлита. Значи, овие се основни работи што секој еден од нас треба да ги знаат. А во 13-тиот хадис,
وروى أبو داود قوله إذا ولغ الحر غسل مرة موقوفا وهو صواب. Prenesuvat Abu Davud, novi hadis je znači maukuf, znači nije preneset do pekambera sallallahu alaihi wasallam, tuku zastanad je do sahabi, znači nije do pekambera sallallahu docelen ispolnet sinđirot, deka koga mačkata, ke dopri sone zinata usta една чинија, треба да се измиет еднаш. Ама овај хадис има прекин, не е исполнет синџирот до пекамберот салаллаху алейхи ва салам. 14-тиот хадис ни објаснува нас во врска со мачката. Дали мачката е чиста или нечиста мачката. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءه قالت فجاءت حرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه إمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهما. Ovoj hadis 14. го пренесуваат Кепша. Кепша, черката од Кааб ибн Малик. Што таја беше кај Ебу Катада. Ибн Аби Катада. Беше кај Ибн Аби Катада. Ебу Катада дојде кај неја и влеза. Дојде кај неја е посети. Кепша, ради Аллаху анха, му го приближа, значи, таја кофата за да земит абдест. Значи, чинија, кофата, бокалот, за да земит абдест Ебу Катада. Во тој момент, кога му е приближа, значи, тоа средство за да земит абдест, натраш имаше вода, фаджат хирра, дојде една мачка и почна да пијет вода. Од тој бокал, да речиме. Абу Катада му ја приближа, уште повеќе му ја приближа на таа мачка за да се напие добро вода. Додека мачката, значи, се испи убод, се напи добро вода. Велит Кепша, во тој момент ме запримети мене Ебу Катада дека јас му се пулам нему. Значи му се пулам дека идет мачката, му ја приближува чинијата за се напиет вода. И му велит Ебу Катада, ата'аджабина ја бинта ахи, а дали ти се зачудуваш со ова што го правам јас? Велит Кепша, факулту, наам, реков да, се чудам. Тогаш велите Ебу Катада ради Аллаху ан, велит дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам велит дека мачката на вистина значи нема нечистотија. Значи во мачката нема нечистотија, значи мачката е чиста. И таја мачките се, значи, оние што се вртат во вашите куќи. Значи, оние што се вртат во вашите куќи, што се најдуваат во вашите домови. Овој хадис го пренесуваат имам Ахмед, Абу Давуд, Тирмизи, Нисаи, Ибн Хузейм, Ибн Хибан, Ел Хаким и други. Значи, во овој хадис учиме и ни станува јасно дека мачката е, значи, чиста. И ако земи да земи од таја чинија, од тој тањир или што да биде тој бокал, вода да се напие мачката, преостанатата вода останува чиста. Зошто? Како што рекол пекамберот салаллаху алейхи ва салам, таја е, значи, чиста, значи нема нечистотија во неа и дека таја е, мачките се од тие животни што се движат во вашите домови, во вашите куќи. Вели шејх Зейд, рахимахуллах, дека овај хадис, што од Еби Катада пренесет, тука ни станува јасно чистотијата на мачката. И дека нејзината плуканица, значи смесата што е на јазикот од мачката, дека во неја немат нечистотија. Нема нечистотија, значи чиста е. И дека, исто така,
другите дела од телото на мачката, дали се тие делата, значи нозите од мачката, страната од мачката и така натаму, опашката од мачката, ушите од мачката, се исто, значи, чисти. Значи, не содржуваат тие нечистота. Така што, ако доприд нешто мачката, со незината уста, или со опашката, така речено, значи, таа вода останува чиста. Таа вода останува чиста и може да се земит абдест. Може да се земи, значи, може да се земит абдест. А што значи? Значи, дека тие се движат во вашите домови, велите шејх Зейд рахимахуллах, дека познато е, дека мачките, нивното место се во домовите, во куќите. Зошто ќе знаеш во голем број од домовите, од куќите, дека имат една мачка, најмалца. Нарочито, значи, на селата. По селата, значи, имаат луѓето, значи, мачки. Така што, во овој хадис, учиме исто, дека асхабите од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем беа честни и ги почестуваа мачките. Како тука, значи, Абу Катада ради Аллаху ан, тој не само што му дозволи на мачката се напиет вода, да исчезне таа жет од таа мачка, туку му ја приближа, за се напие доволно. И после тоа продолжи Абу Катада ради Аллаху ан со абдестот. Што значи дека ако направеше мачката нечисто, тој танир, односно таа вода тука што беше, ако направеше нечисто, тогаш Абу Катада не му се дозволуваше да земит абдест. Но тој знаеше хадисот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем. Значи имаше аргумент од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем. И така што учиме исто, учиме дека ако во случај мачката доприт нешто од јадењето, дали е тоа пример во гравот, во гулашот, во чорбата или во суво јадење, дека тоа останува чисто. Дека тоа е чисто. Значи овие се важни работи, зашто некогаш може човекот да куват цел ден или неколку сати да се труди да куват и накрај да дојде една мачка и да чепне нешто во тоа јадење и тој да мисли дека тоа станато е сега нечисто и треба да го фрли тоа јадење. Значи, поради што? Поради незнање. Кога има знање, значи делуваш и правиш и чиниш со знање и со спокојност. Кога нема знање, делуваш, значи, со неспокојност, со немирност и правиш, значи, повеќе штета од што придонес. Затоа, значи, гледаш самиот тука колку е важно, колку е врвно важно. Што? Да учиш оваа вера. Како? Со аргументи. Не рекла казала. Рече овја, ми кажа онја. Нема таке во исламот. Треба со аргументи. Без аргументи не му се примит на никого. На никого, апсолутно на никого не се примат без аргументи. Следниот хадис, 15-тиот, и со него ќе завршиме вечерва бивниллахи таала, а тој е следното, велит авторот Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري. Овој хадис, како што велит авторот Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах, го пренесуваат Анас ибн Малик радијаллаху ан, дека рече: дојде еден араб. Значи араб тука се наменуваат човек што живи, значи, во Сахара, во пустињето. Значи не е човек, значи, што живи во градовите, во Медина, во Мека, во другите градови, не. Значи човек што живи, значи, во пустината.
Znači što nema mnogo kontakt, znači со цивилизацијата, со луѓето, значи кои живеат во градовите, во големи збирки на луѓе и така натаму. Дојде тој човек и влезе во џамијата од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам. И што направи? Отиде во еден чош од џамијата, во еден агол од џамијата и уринираше тука. Значи изврши мала нужда во џамијата од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Во присуство беше тука пекамберот салаллаху алейхи ва салам и неговите сахаба ридвануллахи алейхим. Така што фазаджараху нас. Така што станаа сахаба и сакаа да го укоруваат, значи да го критикуваат, да го предупредат од таја недоликовна работа што прави тој во џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Фанахахуму небију салаллаху алейхи ва салам. Но пекамберот салаллаху алейхи ва салам им забрани. На кого им забрани? На оние кои сакаа него да го критикуваат, да го предупредат. Фалемма қада баулаху, кога тој изврши неговата потреба, значи заврши со неговата, значи потреба мала, амара небију салаллаху алейхи ва салам биданубин мин ма. Прва работа нареди нашиот сакан пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ва салам, нареди да се истури на тоа место, на тој агол каде изврши тој малата нужда, да се истури тука една кофа со вода. Значи зедоа сахаба ридвануллахи алейхим една кофа полна со вода и да истурат на тоа место. Зошто ние треба да сватиме дека џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам немаше во тоа време тепици. Немаше тепици како денеска, овие тепици донесени од Турска, донесена од вамо, донесена од Иран, ваков тепик, ваков лустер, ваков ова, ваков онаков, немаше, не. Но таа беше медрезето на Мухамед салаллаху алейхи ва салам, кој ги градеше тука неговите ученици, сахаба ридвануллахи алейхим. Затоа не се гледат многу во разубавувањето, туку се гледат во содржината. Така што овај хадис е пренесет е, значи во Бухари и Муслим. Но оваа верзија тука што е спомната, со овие зборови, е верзијата на имам ел Бухари, рахимахуллах. Така вели, значи, авторот Ибн Абдул Хади, рахимахуллах. Значи, овај хадис, велит шейх Зейд, рахимахуллах, не учит нас дека урината од човекот е нечиста, неџис. Затоа нареди пекамберот салаллаху алейхи ва салам да се истури над неа вода, за да се очисти тој агол, каде имаше тој извршено малата потреба. Така пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи, е отстрани таја нечистотија со турање вода. Што значи дека урината на човекот е нечиста. Дали идет урината во допир со телото, во допир со облеката, или во допир со некое место што не доликува да биде за извршување мала или голема нужда, тоа треба да се очистит. Тоа треба да се исчистит. И овде учиме, гледаме колку е важно да се уринират од седнат. Значи не на ноза. Муслиманот извршуваат мала и голема нужда од седнат. Зашто ти не знаеш како тие капки можат да ти направат, значи, тебе штета на твојата облека и ти после со таја нечиста облека да клањаш намаз. Значи, оваа вера е врвно, но проблемот е ти си во тежок сон. Што оддомна е време да се разбудиш од тој сон. Исто вели шейх Зейд, рахимахуллах, од она што го учиме ние во овај хадис, да ги респектираме Аллаховите куќи.
Zašto? Zašto tije kući, Allahovi kući, džamite, se izgradeni za da se spomnuva tuka Allah subhanahu wa ta'ala, da mu se pravi namaz, molitvi na Allah subhanahu wa ta'ala, da se čitat Kur'an od na Allah subhanahu wa ta'ala se čitat tuka vo tije kući, a ne da se izvršuvat nužda, a ne drugi raboti. Zašto vo drugi prenesuvanja verziji na hadisot, velit pekambero sallallahu alejhi velit na toj Arab, što je dojden znači od pustinje to, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar. Znači pekambero sallallahu alejhi velit ovije džami navisno ne dolikuva da se izvršuva tuka, znači uriniranje, ni pa drugi nečistoti da se prava tuka. Innama hiya li zikri Allahi azza wa jal wa qira'ati al-Qur'an. Navistina tije se tuka, znači izgradeni džamite, za da se spomnuvat, da se zikruvat Allah subhanahu wa ta'ala i da se čita, znači da se čita Allahova ta knjiga. Isto drugo što uči me nije od ovaj hadis, veli šejh Zaid rahimahullah, zadolžnosta da nareduvame za dobro i da odstranuvamo od lošoto. I ova beše, znači vrvna, ogromna baza, ogromen temelj kaj sahabit od pekambera od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Što? Da nareduvat za dobro i da odstranuvat, znači da odstranuvata od lošoto. I ova kažuvat, znači veli šejh Zaid rahimahullah, deka koga se slučuva neko je lošo, neko je zlo, togaž je ne je dozvoljeno, tuku ti, znači si sučesnik vo toa zlo, ako molčiš. Znači molčenje to tvoje. Karši toa zlo, znači ti sami od togaž, znači si grešnik i sučesnik vo toa. Što treba, znači, treba da predupreduvaš. Kako tuka sahabite na pekambera sallallahu alaihi wasallam. Što ke napraveja sahabite na pekambera sallallahu alaihi wasallam. Da dojdeš jedan čovek vo džamijata na pekambera sallallahu alaihi wasallam i da praveše jedna novotarija. Zašto taja uriniranje izvalkuvat zemljata vo taja džamija, jedan del. No bidatot gi izvalkuvat dušite na muslimanite i na vernicite. Što ke naprave togaž sahabite ridvanullahi alaihim? Zašto ti je nazni velat, abe ne, vi je ne čini da zborite za ovega, za onega. Ti je vaka se, ti je onaka se. Ako bidatot, ova može, ova ne je sporno, ova ne je problem, ona ne je problem. Na kraj, ništo ne bilo problem. Možeš site bidati da gi praviš. Od kada je ova vera? Vidi gi sahabite, ridvanullahi alaihim, kakva ljubomora ima za ova vera. Vidio, znači, jedan čovjek što ne imaše znanje, bez znanja ga napravi taja greška. Izvrši uriniranje vo džamijata, vo jedan čoš, vo jedan agol. Mustana. I saka da go predupreduvati, da go ukoruvati, da go kritikuvati. I isto pekambero sallallahu alaihi sallam im zabrani samo vo toj moment koga to izvršuvaše uriniranje to, da nego kritikuvati, da nego ukoruva. Zašto? Zašto vo momentot, ako ti nego go isplašat, ke bidi štetata po golema. Zašto? To ke se svrti možda za drugata strana i ke napravi negovite oblekak izvalkat i možda drugite luge tuka i pogolem delo džamijata ke izvalkat. No, potom pekambero sallallahu sallam odmah go vospita. Mu kaže za ošto se ovije džami. Znači, ne molčeja. Ni pekambero sallallahu sallam, ni sahaba ridvanullahi alaihim ne molčeja. Kako ke beše da videše pekambero sallallahu sallam novotarija se pravi vo negovata džamija. Kako ke reagiraše pekambero sallallahu sallam?
Znači, razmisli. Ovije se jasni argumenti, no gi razbira samo oni luge na koje Allah subhanahu wa ta'ala im dal razbiranje. Im dal razbiranje vo verata. Što velit Imam el-Auza'i? Imam el-Auza'i, rahimullah, imamot na Šam, vo vremetu na Abu Hanifa, rahimullah. Znači, jedan od ogromnite imami na Selef, Imam el-Auza'i, rahimullah, što velit? Ahabbu ilayya an ara naran fil masjid min an ara bid'atan. Velit Imam el-Auza'i, rahimullah, kaj mene posakano je kaj mene da vidam jedan ogan vo jedna džamija što ne može da go odstrana, od što da vidam jedna novotarija vo džamija što ne možem da je odstranam. Znači, ogan. Što može da napravi ogan od vo džamijata? Može cela ta džamija da je uništiti. No ovije imami, što ima toliko glaboko, ostroumno razbiranje v ova vera, znat deka bidatot je mnogo poopasan. I zato se toliko mnogo pooštri i požestoki protiv novotarijata. Amo oni je luge koji gi sleda nivnite emociji, koji gi sleda nivnite strasti, ne baraj od niv ništo. Isto veli šejh Zaid, rahimahullah, od učenjata, od pridonesite koji gi učime v ovaj hadis, deka trebi da se upotrebuvat hikma, znači mudrost. Mudrost vo nareduvanje za dobro i odstranuvanje od zloto. Što znači deka koga čovekot je neznajko i to je podgotven da primit sovet, so toj čovek se odnesuvaš so milost i mekost i nežnost. So koji čovek? Onaj čovek koji je neznajko i je podgotven znači da prifatit sovet. So nego znači si mek, mil i nežen. No onaj čovek znači što ne saka da prifatit sovet, tuku pokažuvat tvrdoglavost, pokažuvat znači fanatizam, pokažuvat sledenje na njegovite strasti i emocije, togaš, kako še velit Imam el-Fauzan, hafidahullah, kelamun ahar, togaš so nego imat drugi muabet. Isto što učime od ovaj hadith, od ova slučka, veli šejh Zaid, rahimahullah, deka koga imaš ti dve loši raboti, što trebi da odbereš među tije dve loši raboti, togaš se odlučuvaš za ona što ima pomalce šteta. Sega, primjer od tuka vo toj hadis, od kade gučime to, primjer od vo hadis od jedna tuka, toj čovek što dojde vo džamijat od pekambera salasam, već je počna da izvršuvat uriniranje to vo džamijata. Ova je šteta. No se da mu pojde sahaba ridvanullahi alehim vo tekod na uriniranje to i da mu se, znači da počna da mu izvikuvati, da go ukoruvat, to će se isplašeše, ke se svrti na drugata strana i ke napravi, znači, pogolema šteta. Što znači, podobro ti vo toj moment da se vozdržiš, za da ne se napravi pogolema šteta. Tuku se odlučuvaš za pomalata šteta. Znači, ovo je pravilno šerijatsko. Ova, znači, ova možeš da ga upotrebuvaš ti, znači, za site raboti vo životu tvoj. Ne samo ovakvi raboti. Znači, imaš dve štetne situacije pred tebe. I ova je lošo, i ova je lošo. Togaš ti gledaš što je pomalce, znači zlo. Što je pomalce, znači štetno za tebe. I za to go zemaš. Znači, shvati mnogo dobro. Ovdje ne zbori me nije za raboti što ti imaš dobro i zlo da imaš da odlučiš. Tuku imaš dve loši raboti, što trebi da se odlučiš za njih. Toga što praviš? Znači, zemaš to, što ima, znači, što ima pomala šteta za tebe. Isto velit na kraj šejh Zaid od pridobivkita, od ovaj hadis, deka ovoj hadis, ova slučka v ovaj hadis i način od kako pekambera sallallahu alaihi wasallam go podobri nego i go poduči,
znači, ova je nastava, ova je škola za povikuvačot vo islamot, kako to znači da postapuvat so lugeto. Дека треба, значи, во наредувањето за добро и одстранување од злото да употребит мудрост, а мудроста значи кога треба да бидиш мек, љубопитен, нежен, треба тука нежен да бидиш. А кога треба и барат ситуацијата да бидиш оштар, треба оштар да бидиш. Се не значи, ова е, значи, погрешното сваќање на верата, не значи ти да ми кажуваш мене басми пазарски, да кажуваш мудрост, и самиот не знаеш што е мудрост во вистина. Мудроста не значи да ти секогаш да биди, значи, мек. Зашто ако гледаш ти пекамбарот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, со некои сахаби беше и оштар, што ги бойкотира со месеци. Значи, што значи дека ти учиш од тоа дека мудроста не значи секогаш да ти да бидиш мек и нежен. Туку спрема ситуацијата, спрема човекот кој е пред тебе, спрема потребите. Бивнилахи таала се задоволуваме со толку вечерва и утре вечер нема да имаме дерс, така што сум зафатен, не сум, значи, тука. Бивнилахи таала, идниот петок ќе продолжиме со Ел Мухаррар, значи со идните хадиси, број 16 и така натаму. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва салам.